се малтретирани од членови на семејство, но висок е и процентот на тепани деца од професори. Денеска е светски ден за превенција од злоупотреба на деца. Го одбележуваат 113 држави, меѓу кои Македонија. Алармантен пораст на насилството врз децата. Дури половина од испитаните 2234 ученици од 10 до 18 години пријавиле дека биле жртви на физичка, психичка, но и сексуална злоупотреба. Ова го покажува најновото истражување на Мегеши. Според резултатите, децата најчесто се малтретирани од членови на семејството, но висок е и процентот на тепани деца од страна на професорите. Од првата детска амбасада велат дека загрижува фактот што годинава двојно е зголемена злоупотребата на децата во однос на минатата година. Претходната година била 28%, сега е 48%. Значи ние постојано алармираме, апелираме дека мора да се мобилизираат државните институции, пред се центрите за социјална работа, психолозите, педагозите во училиштата и родителите, за да се стави под контрола насилството. Психолозите предупредуваат на поголема грижа кон децата жртви на насилство, зашто добиваат трауми за цел живот. Огромно травматско искуство доживување за децата, кое што предизвика огромни последици во понатамошниот развој на една индивидуа. Надлежните се оградуваат дека можат да реагираат само откако ќе биде пријавено насилството. Детектирањето на вакви случаи е многу тешко. Значи, ако вие не работите, ако вие не идете во семејство посветено на разумните грешки, като има девијантно месување, че тешко да се детектира. Ние секогаш настапуваме кога веќе се случило едноставно. Денеска е светски ден за превенција од злоупотреба на децата. Го одбележуваат 113 земји, меѓу кои Македонија. По историјата на Сител за малата Мила Адам, која има потреба од